Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите чоколадни штангли. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 100 грама суви модри сливи без семки, 100 грама суви кајси, 100 грама суво грозје, 100 грама запечени толчени лешници, 3 лажици рум, 100 грама чоколада за готвење, 100 грама бела чоколада, 200 грама млечна чоколада. Потребното време за подготовка на овој десерт е 30 на минути, не сметајќи го времето за ладење. Модрите сливи ситно ги сечкаме. Ги ставаме во длабока чинија. И сувите кајси ситно ги сечкаме. Ги додаваме во чинијата. Потоа го додаваме и сувото грозје, мешаме со лажица. Го преливаме сувото овошје со румот. Промешуваме. 100 грама млечна чоколада сечкаме на коцки. Чоколадата за готвење ја кршиме на парчиња, ја ставаме во тенџере на оган. Мешаме со лажица. Откако ќе се растопи, ја нанесуваме во правоаголен калап обложен со хартија. Врз чоколадата нанесуваме половина од сувото овошје. Врз овошјето нанесуваме половина од лешниците. Потоа во калапот нанесуваме половина од парчињата млечна чоколада. Белата чоколада ја кршиме на парчиња, ја ставаме во тенџере на оган. Мешаме со лажица. Откако ќе се растопи и белата чоколада, ја нанесуваме во калапот. Ја прекриваме со парчиња суво овошје. Врз него ги нанесуваме преостанатите лешници. Врз лешниците ги нанесуваме преостанатите парчиња млечна чоколада. Преостанатите 100 грама млечна чоколада ги кршиме на парчиња. Ги ставаме во тенџере на оган. Мешаме со лажицата. Откако ќе се растопи и млечната чоколада, ја нанесуваме во калапот. Потоа го ставаме калапот во замрзнувач. Откако колачот ќе се излади и ќе се стегне, го вадиме калапот од замрзнувач. Ја отстрануваме хартијата. Потоа колачот го превртуваме на работната маса. Го сечеме на штангли. Неколку чоколадни штангли ставаме на чинија за сервирање. Декорираме со црвени и бели шеќерни цветови и зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 30 на минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!